Почитувани гледачи, ја следите емисијата Надеж во тешки времења. Како да се успее во овој растроен свет? Во ово предавање ќе зборуваме за пандемиите, за самите епидемии. Неодамна нашиот свет помина низ катастрофална пандемија. Иако некои земји беа посилно погодени, целиот свет беше засегнат. Милиони беа заразени. Стотици и стотици илјади умреа. Глобалната економија е силно погодена и независно е како сето тоа ќе се одвива до крај. На некој начин COVID-19 сите нас не погоди, но коронавирусот не е единствената трагедија што го измачува нашиот свет во овој 21 век. Има значителен број лични предизвици со кои секојдневно ние како луѓе се соочуваме, но и како глобална заедница. Невработеност, сиромаштија, природни катастрофи, земјотреси, поплави, пожари, тумори, срцеви заболувања, зголемен криминал, зголемено насилство, војни и глад. Сето тоа се проблеми од кои страдаат милиони луѓе на оваа земја. Таа светска ситуација не доведе до тоа да си поставиме низа прашања. Каде е Бог во сето ова? Дали Бог е одговорен за катастрофите во нашиот свет? Дали живееме, почитувани гледачи, во последното време? Дали се предвидени овие катаклизмични настани во пророштвата? Како можеме да живееме исполнето, целисходно и срекно во светлината на се оно што се случува во овој наш свет во кој ние денес живееме? Библијата ни дава одговори на овие и на многу други прашања. Во проучувањата, чија тематика е надеж за тешки времења, ние во наредните емисии ќе ги истражиме одговорите на овие наши најдлабоки прашања, кои секојдневно сите ние ги поставуваме. Нашиот свет доживеа криза од пандемични размери. Овој вирус кој брзо се шири, уништува земја по земја, со брзина на светлината. Коронавирусот го промени животот таков како што го знаевме до сега. Овој вирус, COVID-19, е дел од семејството на вируси какви уште не сме виделе на оваа земја. Токму сега, научниците во трка со времето настојуваат да пронајдат научно проверен и одобрен лек за овој вирус што се шири многу брзо. Во времето на врвот на оваа заразна болест, меѓународните граници скоро сите беа затворени. Школите беа затворени. Компаниите бара од своите вработени да работат од дома. Рестораните, хотелите беа затворени. Театрите, кината, забавните паркови и многу други места за забава ги затворија своите врати. Откажени беа спортските настани и големи собери. На луѓето им беше сугерирано и кажано да избегнуваат собери со повеќе од 10 луѓе. Социјалното дистанцирање стана вообичаена тема на сите вести. Затворени беа цели села, градови, населби. Во некои земји здравствените системи беа преоптоварени. На меѓународно ниво пазарот на капитал падна. Невработеноста вртоглаво порасна. Извештаите за коронавирусот со месеци владеат во сите вести. Затоа постојано зборуваат и самите меѓународни и локални медиуми. Постојано сме бомбардирани. Првите вести на телевизија се токму за овој вирус. Ова вест исто така секојдневно беше на насловните страници на весниците. Секојдневно ни се обраќаа овластени здравствени работници. Се чини како целиот свет да е обседнат со тој мал, лесно пренослив вирус. Понекогаш останувавме со многу повеќе прашања отколку одговори. Многу од тие прашања едноставно имаат или немаат одговор. Длабоко во нашите срца трагавме по одговори. Одговор на тешките прашања. Каде е Бог во сето ова? Дали COVID-19 е казна од Бога или тоа е само случаен вирус излезен од контрола?
Што вели, почитувани гледачи, Библијата за епидемиите или пандемиите? Дали е тоа знак за крајот на светот? Има ли надеж на повидок? Надеж за нашите животи, за нашите семејства, за нашите деца, за нашиот свет? Најнапред би сакал, почитувани пријатели, да нагласиме дека Бог не е автор на болестите. Тој не е извор на страдањата или неволите. Во првата глава од Библијата, на крајот од седмицата на создавањето, Бог го погледнал новосоздадениот свет и изјавил дека е се многу добро. Прва Мојсеева, 1 глава, 3 стих. Значи, Библијата вели, почитувани гледачи, дека Бог создал совршен свет без трошка болест. Немало вируси, немало бацили или бактерии, немало страдања или смрт. Болеста не била дел од неговиот првичен план. Неговиот план за ова наша земја бил земјата да се насили со луѓе кои ќе бидат среќни, ќе бидат здрави и свети. Ајде да читаме уште еднаш во прва книга Мојсеева, 1 глава, 27 стих. И Бог го создаде човекот според својот образ. Каква чест за новосоздаденото битие да биде сличен на Бога. Но таа прекрасна хармонична заднина или заедница била нарушена. Гревот е крадец што влегол во нашиот свет, почитувани гледачи, преку тоа ангелско суштество наречено Луцифер. Ова суштество со прекрасен и блескав сјај, кој Бог совршено го создал, вели Светото писмо, во еден миг се побунило против принцот на Божето владење во рајот пред повеќе милиони години. Паднатиот ангел, сатаната, стои за сите страдања во нашиот свет. Бог го создал секое свое создание со слободна волја на избор. Кога би ја одзел слободата на избор, тоа би значило да се одземе мокта на љубовта. Без љубов животот нема многу смисла. Без љубов вистинската среќа не е можна. Луцифер го избрал патот на себичноста, а го отворил патот на љубовта. Истиот паднат ангел ги измамил подосна и Адам и Ева, исто како што измамил 1/3 од небесните ангели во небесниот рај. Библијата го нарекува ѓаволот лажливец и татко на лагата. Јован, 8 глава, 44 стих. Последната книга од Библијата, Откровението, го опишува тоа како таков која мами целата вселена. Откровение 12.9. И првата лага на сатаната била дека Бог го смислил сето тоа. Едноставно, тој го оптужил Бога, дека Бог го смислил тоа. Посел семе на сомнеш во Бога и во неговото устројство како создател на се оно што постои. Ева слободно може да земе од плодот на дрвото, од познавањето на доброто и злото. И сигурно нема да умре, спротивно на она што го кажал Бог во Библијата. Значи, дошол сатаната и вели, ево, нема да умреш. Бог лаже. Таа може да ја прекрши Божјата заповед, без некоја сериозна последица. И така, почитувани, измамникот ја прелажал Ева. Така што таа помислила дека кога ќе касне од плодот од дрвото, ќе премине во некоја повисока сфера на постоење. Сатаната тврдел дека Бог е судија, авторитетен тиранин кој не им мисли добро, ниту има човекот интерес од Господа, да му и понатаму служи. Отварање на вратата што Бог сакал за секогаш да остане затворена, кога Адам и Ева сгрешиле, ја отвориле вратата на болеста. Со нивниот грев секако. Ја отвориле вратата на страдањата и неволите, кои што Бог сакал за секогаш да остане затворена. Гревот по својата природа е одвојување од Бога. И затоа денеска ние страдаме и боледуваме и умираме. Еве да читаме уште еден текст. Ете, раката на Господ не се скусила, та да не може да спасува. И увото негово не отврднало, та да не може да слуша. Но беззаконијата ваши ве разделија од вашиот Бог. И гревовите ваши права да го сокрива лицето свој од вас, за да не слуша.
Isaja 59 глава, 1 и 2 стих. Одвоени од Бога, ние сме всушност одвоени од единствениот извор на животот. Одвоени од Бога, ние сме одвоени од изворот на здравието и животот. Живееме во несовршен свет, кој се бунтува против Бога. Но и покрај сето тоа, почитувани пријатели, Бог имал решение. Прекршениот закон налагал казна. Инаку, сето устројство ќе се распадне. Кај Бога постои ред и правила. Тоа се непроменливи принципи што Бог ги воспоставил, мора да се почитуваат за да владее вистинска среќа и хармонија во Вселената. И затоа Христос ќе дојде како решение за сторениот грев. Решение за прекршениот вечен закон, со цел да ја исполни правдата што ја барал законот, да го врати нарушениот Божји лик во човекот и да ни покаже кој е Бог на вистина. И затоа читаме во Библијата, во Лука во 19 глава, во 10 стих, кај што пишува дека Синот човечки дошол да го побара и да го спаси она што е загубено. Бидејќи платата што ја дава гревот е смрт, и сите сгрешија им недостасува слава Божја, Христос дошол да го спаси овој изгубен свет, пишува апостол Павле во Римјаните 6 глава. Во својот живот и со својата смрт, почитувани гледачи, Исус открил колку таткото се грижи за нас. Верните извештаи за секое чудо во Новиот Завет што го направил Исус ни покажува и ни кажува дека Бог се грижи кога страдаме. Бог е тука поред нас, постојано. Секој пат кога ги отварал слепите очи, затворените уши, кога исцелувал исушена рака и мртви враќал во живот, покажувал колку навистина Бог не сака. Со неговата смрт на крстот ја уништил лагата на сатаната за секогаш. И Бог ни открил дека повеќе би сакал да ја понесе вината, за нас. Да го понесе срамот и проклеството на гревот на човечкиот род. За никој од нас да не биде изгубен. И затоа Исус може да ни биде пример во се. Исус може да ни биде модел на исполнет живот. Исус открил дека Бог не стои зад болестите. Тој не стои зад страдањата. Тој е Бог на изобилен живот. Во овој голем судир помеѓу доброто и злото, почитувани пријатели, бунтовниот ангел сатаната се побунил против Бога и се борел со Бога за контрола над оваа планета. Така да, денеска болестите, страдањата и тагите се резултат на тој конфликт помеѓу доброто и лошото. Сатаната ги користи болестите и страдањата за да го омаловажи Бога. Тој мами денеска милиони луѓе да мислат дека Бог не го посакува доброто за нас. Дека Бог не се грижи за нас. Дека тој не води грижа за нашиот најголем интерес. Но на овој свет што страда, Бог му е открил својата голема љубов и грижа. Тој вели, читаме во Матеј 28:20, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Што вели Библијата, почитувани пријатели, за епидемиите? Библијата го користи зборот епидемија или варијанти на тој збор 81 пат на различити места. Епидемијата е ненадејно зло, чума, помор или неволја, која може да биде фатална и која главно ја погодува целокупната популација на оваа земја. Понекогаш во Библијата се користи зборот епидемија за да опише болест што се јавува затоа што живееме на овој грешен свет. Земјата го, например, да го земеме, например, извештајот за Јов. Вие кои сте читали Библијата, верувам ќе се сетите. Дали некој грев на Јов предизвикал болест да го погоди неговото тело од глава до пети? Дали е тој одговорен за смртта на неговите животни, за смртта на неговото семејство, за домот и општеството? Сигурно не. Сатаната бил одговорен за неговите страдања и болести. Говорејќи за искуството на Јов, еве што вели Библијата. Се отиде ѓаволот од лицето Господово
и го порази Јов со лута рана, од стапалките на нозете негови до самото теме негово. Јов 2 глава 7 стих. Зошто Бог, почитувани, дозволил сатаната да го удри Јов со толку тешка болест или зла? Живееме во свет поинаков од првобитниот Божи план за совршено и целокупно здравје. Овој свет е свет на болести, вируси, зарази, епидемии и инфекции. Свет каде има епидемии, несреќи, катастрофи кои уништуваат цели средини и влијат на цели земји. Бог не секогаш интервенира и ги запира нападите на сатаната, но во сето тоа тој е секогаш тука со нас и поред нас. Тамо е да не зајакне, да не охрабри, да не подржи. И вообичаено во најтешките животни искуства, најмногу ние го бараме Бога, имаме подлабок стремеж за небесната реалност. Постои, почитувани пријатели, уште еден начин на кој се користи зборот епидемија во Библијата. Понекогаш епидемиите се Божи суд за злото. Понекогаш старозаветните пророци ги опишале епидемиите како Божи начин да ги врати луѓето што заталкале кон покаяние. Пророците Еремија и Езекиел го користат тој збор 25 пати, имајќи го предвид Божиот суд. Може би ќе кажете дека е малку чудно, но размислите за Египет. Дали епидемиите во древниот Египет биле само природни катастрофи или Божи суд што го избавил неговиот народ од египетското робство? Во својата љубов кон Бога, односно љубовта на Бога кон нас луѓето, тој љубезно им испрекел пораки и пораки. Не само на фараон, и на сите тие водечки личности во Египет, но тие отфрлили таа Божја љубовна порака. И Божите судови дошле на оваа земја. Почитувани, љубовта зборува нежно, но зборува и громогласно за да го привлече нашето внимание. Божјата крајна цел во нашите животни искуства е да не доближи до себе, не да не отфрли, туку да не приближи што поблиско. Наоѓаме и трета употреба на зборот епидемија во Светото писмо. Понекогаш Бог едноставно ја повлекува својата заштитничка рака. Има и ситуации кога Бог го повлекува своето присуство и дозволува природен тек на настаните, односно на гревот. Дали се сеќавате на извештајот за израелците кога змии ги каснале во пустината? Многумина умреле, вели Библијата. Умреле од тој отров. Бог едноставно го повлекол своето присуство, за да ги види последиците од нивните гревови и со покаяние да се вратат кон Него и да ја следат Неговата волја. Бог едноставно ја тргнал својата заштита, кој постојано ги чувал тие 40 години. Кога гледаме како владеат епидемиите во нашата земја, можеби тоа е Божи повик да се свртиме кон Него, да обратиме внимание на Неговите опомени и посериозно да бараме да бидеме поврзани со Христос, да доживееме подлабоко покаяние и нашиот живот целосно да се усогласи со Неговиот. Јован, писателот на последната библиска книга Откровение, ни дава увид во тоа ограничување на Божјата сила. Јован зборува за несреќите кои ќе го задесат овој свет. Зборувајќи за тие несреќи што ќе настапат во последно време, еве тој што запишал. Потоа видов 4 ангела како стојат на 4 агли од земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни по морето, ниту по некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон 4 ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата, морето, велејки. Не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата,
додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Откровение 7 глава од 1 до 3 стих. Во библискиот пророчки јазик, почитувани пријатели, ветерот представува уништување. Само помислете на таквата деструктивна сила на едно торнадо или ураган. Постојано гледаме такви и слушаме извештаи за торнада и за силни ветришта. Откровението дава слика на ангели кои го задржуваат уништувањето кое доаѓа на земјата пред да се врати Исус Христос. Глад, земјотреси, пожари, поплави, епидемии, што ги гледаме околу нас, тие се само знак за она што ќе дојде. Ангелите ја задржуваат таа сила на уништување, додека Светиот Дух силно ги повикува луѓето на секаде во овој свет да се определат за Христа. Бог го подготвува својот народ, почитувани, за последната криза што наскоро ќе го снајде овој свет. Исус и тебе те повикува, целосно, апсолутно да му се посветиме нему, да се утврдиме во неговите зборови и да се исполниме со неговата љубов за сите демони од пеколот, со нивните демонски тактики да не можат да не разнишат и да не соборат. И нема да можат се додека нашите очи се вперени во Него, во Исуса Христа. Природните катастрофи растаат постојано. Исус ги опишал природните катастрофи, вклучително и самите епидемии, што ќе навалат секако на земјата и ќе бидат како знаци на неговото второ доаѓање. Дозволите ми да едноставно ви наведам некои работи што едноставно ќе се случат. Едната крајност е фанатизмот кој вика коронавирусот е тука, значи Исус доаѓа следната седмица, или следниот месец, или следната година. Некои тоа го злоупотребуваат. Некои луѓе се преокупирани со имагативни, сенационални теории на определување на времињата кои не се наоѓаат во Библијата. Друга крајност е целосно да се отврли ситуацијата со овој вирус, како природен феномен, кој скоро ќе помине и која нема апсолутно никаква врска со знаците на последното време. Тоа се две крајности. Значи, едни кои велат, еве, тој е голем знак, Исус утре ќе дојде, а некои велат, ќе помине вирусот и ќе се вратиме повторно на старото. Но тоа сигурно не е тоа што го кажал Исус. Во 24 глава од Евангелието според Матеја, Исус зборува за знаците на последното време. И еве што изјавува. Зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство и на разни места ќе има глад, помор и потреси. А сето тоа е почеток на страдањата. Матеј 24 глава 7 и 8 стих. Исус наведува почитувани војни, гласови за војни, подигање на народ против народ, царство против царство, ќе војуваат едни против други луѓето. Како дел од крајното време, ова се знаци. Тој ги додава природните катастрофи, како што се земјотресите, гладот, знаци што ги прорекол Исус во Матеј 24 глава. Евангелието според Лука исто така зборува за знаците на последното време. Евангелистот Лука бил лекар и е многу темелен во извештувањето за Исусовиот опис на завршните настани. Тој во својата 21 глава во Лука го опишува Исуса како едноставно кој најавува, а на некои места ќе има стравотни појави на големи знаци на небото. Лука 21:11. Исус прорекол почитувани дека ќе има сериозни знаци во природниот свет, кои ќе бидат знак на неговото второ доаѓање. Може би изгледа необично и чудно да се зборува за глад во денешниот свет, во кој има толку многу дебели луѓе. Но факт е дека милиони умираат од глад секоја година и тоа поред нас. Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации проценува дека околу 870 милиони луѓе се хронично неисхранети. Тоа представува една осмина од луѓето кои живеат на оваа планета. Замислите,
Секој ден повеќе од 20.000 луѓе умираат, а од последиците на неисхранетост нема доволно храна. Тоа речиси 7,5 милиони луѓе секоја година. Исус рекол дека ќе има глад, земјотреси и епидемии. Бројот на земјотреси со јачина поголема од 3 степени според Рихтер едноставно не се мал знак. Во меѓувреме цунами, лизгање на земјишта, лавини, торнада, вулкански ерупции, сето тоа ги соборува сите досегашни рекорди во јачина или по јачина и по своето деструктивно влијание. Почитувани, секоја година за санирање на штетите од временските непогоди се трошат повеќе од 24 милиарди американски долари. Се чини како природата да зборува и да вели: Господи, време е да дојдеш и да не спасиш. Да, сето тоа зборува. Во 2004 година земјотресот Суматра Андаман и тоа индонезиско цунами по кое следеа бранови високи над 30 метри, однесоа 225.000 жители, а илјадници беа повредени. Во земјотресот што ја потресе провинцијата Сечуан во Кина на 12. мај 2008 година речиси 70.000 луѓе загинаа, а 18.000 луѓе се водат за исчезнати. На 12. јануари 2010 година на Хаити беше погоден исто така од голем земјотрес. Според податоците на таа држава, најмалку загинати се 220.000 луѓе и повеќе од 3 милиони беа тешко повредени. На 11. март 2011 година исто се случи голем земјотрес од 9 степени во Јапонија и предизвика цунами во кој загина речиси 20.000 луѓе. Земјотресите се бројни во последните 50 години и затоа Исус рекол дека ќе има зголемување не само на земјотреси, туку и на епидемии. Епидемиите се болести кои зафаќаат цели држави. Епидемиите можат да ги едноставно урнат земјите, државите и луѓето. А што да кажеме за загадување на телото, на воздухот, на почвата? Навистина, зошто ги прскаме нашите посеви со смртоносни химикали кои ги нарекуваме пестициди? Затоа што ако не ги прскаме, ќе ги уништат болести или штетници. Тешко може да се најде ништо што не е прскано во нашите супермаркети, без да биде третирано со тие пестициди. Земјоделството во светот годишно троши 2,8 милиарди килограми отрови како загадувачки. Овие пестициди, почитувани, се слеваат во нашата земја, во нашите водотоци и во океаните, во реките, во езерата. Таа ненаситна желба за пари преку брзи посеви и брзо сеење, односно зрење на плодовите, го со ѓубрива секако за да пристигнат што побрзо на нашите пазари, има катастрофални последици врз нашата животна средина и нашето здравје. Неодамна група научници се сретна и составија нешто што го нарекоа предупредување до човечката раса. Еве што тие заклучиле и што напишале. Ни преостанува помалку од една деценија. Ова не се група проповедници на проповедална, тоа е група научници. Тие понатаму рекле и напишале: не ни останува повеќе од една или неколку децении пред да ја изгубиме за секогаш шансата да ги отстраниме заканите што се пред нас, а можноста човештвото да преживее целосно да исчезне. Еве до каков заклучок дошле, почитувани гледачи, овие научници. Тие зборувале за глобалното затоплување и ефектот од стаклена градина. Тие зборуваат за автомобилската индустрија и автомобилите што го испуштаат и јаглеродот диоксид во атмосферата, затопењето на поларниот мраз и покачувањето на ниво на океаните. Ова не е некој осамен волк, би рекле. Опасноста што се заканува е најреална.
Другата страна на неволите ја гледаме и во новите болести што се појуваат постојано насекаде низ светот. Се прашувате од каде доаѓаат новите епидемии? Пред науката да најде решение или вакцина за една, друга или трета болест, постојано се појават нови вируси, нови болести. Размислете за епидемиите што однесоа милиони животи во последниве неколку години. Имавме кравјо лудило, птичи грип, ХИВ или СИДА, кој исто така се уште постои, лајмска болест, Марбург, вирусна болест, вирусот Западен Нил, еболата, коронавирусот, вклучително и САРС и новиот COVID-19. Знакот на Христовото доаѓање. Дали се тоа знаци, почитувани? Дали тогаш COVID-19 вирусот што го опустоши светот е знак на Христовото доаѓање? Но не е само тоа знак. Туку ако ја погледнеме по широката слика, епидемиите се една од знаците за кои пророкувал Исус Христос, дека ќе се појават пред неговото доаѓање. Овие настани покажува дека времето се приближува кон крајот и дека живееме на прагот на вечноста. Сцената е поставена за климатските настани, опишани во библиските пророчки книги, Даниел и Откровение, и наскоро ќе се исполнат како што е се проречено. Во светлината на Христовите предупредувања од неговата пророчка реч, што би можела да очекуваме ние во иднина, почитувани? Што би можел да очекуваме? Природните непогоди ќе се зголемат. Гладот, земјотресите и самите епидемии ќе го достигнат својот врв. Како во времето на Ное, кога грешниот свет полн со неморал и насилство ја преполнил чашата на своето беззаконие во бунтот против Бога и кога водите на потопот ја едноставно преплавиле целата земја, така и нашиот свет се подготова за финалниот Божи суд. Затоа денеска Бог во својата голема љубов ја повикува ова заталкана планета. Нема ништо поважно од Бога или за Бога од тоа да се спасат што поголем број на луѓе. Бог вели не ми е мила смртта на човекот. Кога Бог ќе ја повлече својата заштитничка моќ, природните несреќи и смртоносни болести ќе се множат постојано се повеќе и повеќе. Бог не ги предизвикува почитувани несреќите, туку понекогаш ги користи за да ни помогне да сватиме колку е кревок нашиот живот. Не фрлаат на колена тие несреќи, каде што имаме единствената сигурност која е во Христа и во ветувањата на Неговото Слово. Библијата е книга полна со Божји ветувања. Надежта прави разлика. Кога губиме надеж, црните облаци на очајот не надвишуваат или се надвишуваат над нашата глава. Иднината понекогаш изгледа безнадежна, а утре неизвестно. Но надежта не води од она што е до она што може да биде. Таја обојува утрешнината во спектарот на светли бои. Го подига нашиот дух од калта кон небото, кон Бога, кон Исуса Христа. Надежта не е некоја празна желба или залуден копнеш за подобра иднина. Тоа не е неоснована желба или несигурно исчекување без вистинска увереност во тоа. Во Светото писмо, почитувани, надежта е силно, сигурно исчекување, засновано на непроменливите Божји ветувања дека оно на што се надевате ќе се исполни. Бог не лаже. Бог ги секогаш исполнува своите ветувања. Апостол Павле во посланието до римјаните еве што напишал. Навистина, се што е напишано некогаш, напишано ни е нам за поука, за да имаме надеж преку трпението и преку утехата од писмата. Римјаните 15 глава, 4 стих. Почитувани, апостол Павле се соочил со најтешките животни искушенија. Тој бил каменуван, тепан, нелегално осуден и затворен. Но тој ќе им напише на верниците во Рим, кои поминувале ни слични искушенија. Еве каква порака тој им упатил на верниците во Рим. А Бог на надежта
да ве исполни со сета радост и мир во верата, та преку силата на Светиот Дух да ви се збогати надежта. Да, почитувани, и ние денеска го имаме истиот Бог, Бог на надежта, која ќе разбереме неговата грижа, преполна со љубов кон нас, во сите животни околности. Нашите срца ќе бидат исполнити со среќа, со мир и ќе изобилуваме со надеж. Божите ветувања, почитувани, откриваат надеж за денес, утре и за секогаш. Зборуваат за безбедност во овој несигурен свет. Тие го крепат и храбрат нашето срце и ни даваат длабоко убедување и чувство дека не сме сами на овој свет. Затоа да му веруваме на Господа, да веруваме во неговите ветувања и да се држиме постојано за неговата надеж.